Во оваа епизода на рубриката Да ја подигнеме заедно читачката култура, во соработка со Добро утро секое утро и Градската библиотека Браќа Миладиновци, ве поздравуваме од одделот на британска литература или британското катче. Што се нуди овој простор? Зборуваме во продолжение со нашата денешна гостинка или домакинка. Чисти задоволство ние што ве имаме, Билјана Кочишка, советник библиотекар. Ви благодарам што сте во Добро утро секое утро. Ви благодарам и на вас. Добре дојдовте во овој дел од библиотеката, кој што е малце поинаков, како што и самите забележавте, бидејќи е релативно нов простор, кој што е прилагоден кон новите потреби на библиотекарската дејност и новите библиотекарски трендови. Што е она што го нуди овој оддел? По што се разликува освен по изгледот? Па речи си исто, книга. Британскиот оддел е специфичен по тоа што овдека е сместена литературата која што е на британски јазик, англиски јазик популарно и америчка литература, бидејќи има некаква разлика помеѓу тие два вида на книжевност. Имаме еден сосема мал дел на книги на германски јазик, тоа е зачеток на едно германско катче, кој што се надеваме понатаму ќе се зголемува бројот на книгите. Во поглед на давањето на услуги на овој оддел е исто како и другите оддели. Значи треба да бидете член на библиотеката, со истата членска карта ги добивате услугите во овој оддел. Се изнајмуваат најчесто по 3 книги кои што може да ги има читателот најмногу 2 недели, истите правила како и во другите оддели на библиотеката. Кажете ми колков книжевен фонд содржи овој оддел? Овој оддел, например, специфично е во однос на одделот белетристика, каде што имате од еден наслов повеќе примероци на книги. Овдека е најчесто се застапени по еден примерок од секој наслов. Литературата која што е сместена во овој оддел е покрај белетристиката, односно новите наслови кои што ги имаме и имаме литература од областа на научната дејност, односно стручна литература од скоро сите области. Започнувајќи токму овдека е економијата, финансии, право, имате од областа на природните науки, психологија, филозофија и најважно е што ги имаме книгите кои што ги користат наставниците, професорите во својата едукативна дејност и секако материјалите за изучување на степените, нивоата на англискиот јазик и литературата за полагање на стручните испити за познавањето на англискиот јазик. Во тој поглед имаме негде као околу 5000 наслови. Тоа е некоја така бројка, сега бидејќи сме во процес на попис на книжниот фонд, негде при крајот на годината може да ја дадам и точната бројка, која што секако не значи ништо, туку секогаш гледаме на квалитетот на она што го имаме овдека. Каква е раздвиженоста во ова катче? Колкава е посетеноста? Може ли да од прилика дефинираме бројка кој најчесто доаѓа во овој оддел? Не, овој оддел не е толку раздвижен, например, кога би посетили детскиот оддел или одделот белетристика, затоа што овдека читателите кои што доаѓаат, оние што ги имам долги години читатели, најчесто се студенти, значи во периодот кога започнува студентската година, во припремањето на испитите поврзани со англиската книжевност, изнајмувањето на книги од англиски класици. Во овој период, летниот, знае да дојде и некое детенце од помала возраст, барајќи литература на англиски јазик, бидејќи знаете дека децата денеска го владеат многу добро англискиот јазик. И секако имаме една добра група на членови од повозрастна категорија, пензионери, кои што на секој 2 недели доаѓаат и бараат најчесто детективски романи, затоа што знаете кој ќе се каже англиска книжевност, секој се поврзува со Агата Кристи. Времето на Агата Кристи има некои нови творци кои што учеле од нејзиниот вид на пишување и доста се популарни.
Колку време постои овој оддел и колку се обидувате да го следите трендот кога се работи за белетристиката за да донесете нови наслови? Овој оддел е доста време, значи негдека во 2009 година го основавме. Познато е по тоа што често менувавме локација во библиотеката како растеше фондот на книгите. Основан е благодарение на соработката со Британскиот совет во Македонија. Во тоа време нивната библиотека, поточно кажано, овие наслови што ги гледате се основата на библиотеката во Британскиот совет, кој што ни ја донира. И како резултат на таа соработка го формиравме ова британско кач. Така да многу од нивните корисници беа упатувани тука да ги користат книгите повторно. Растеше ова каче, менувајќи го не само основната дејност, него додадовме и некои нови дејности, бидејќи моментално функционираме како оддел за меѓународна соработка. Што значи тоа? Се обидуваме да воспоставиме контакти со библиотеките, најчесто градските библиотеки во другите европски градови, и како резултат на таа соработка добиваме донации на нивни книги. Така всушност и го основавме оној дел кај што е германската литература, благодарение на соработката со градската библиотека во Нинберг, во Германија. Сега сме многу често ова каче го посетуваат странски државјани, било да престојуваат тука подолго во нашата земја или на кратко. Најчесто се тоа дел од семејствата на амбасадорите што ја извршуваат својата дејност во Македонија, и кога ќе дојдат за да поземат книга, случајно со разговор започнува интерес и се раѓаат идеи за некаков вид на соработка со амбасадите. Последно имаме многу интересен предлог од сопругата на полскиот амбасадор, која што по никаква случајност по професија била библиотекар, и се знае прво нешто што посетила во градов беше токму нашата библиотека, и од неформален разговор излегува доста одлични идеи кои што се надевам во текот на годината ќе ги реализираме, што значи овој оддел е насочен и кон остварување на културни, едукативни, уметнички програми кои што на ваков начин се реализираат. Тоа ми беше едно од прашањата, колку странските државјани се запознаани со овој оддел, и бидејќи да не го изоставиме оној важен сегмент кој што го посадувате овде, а тоа се книги на македонски автори преведени на англиски јазик. Колку странските државјани ги набавуваат овие книги? Знаете како, обично странските државјани кога ќе дојдат тука, сите информации ги пребаруваат на интернет, меѓутоа многу често добиваат информации од амбасадите на нивните држави. На некој начин библиотеката во било кој градот во светот е точка, основна центар на заедницата во кој што влегуваш и добиваш сите информации, како оно што велиме ние туристички информатор, на некаков начин е библиотеката. Запознаени се, пред се бидејќи најчесто се бара институција како што е American Corner, доколку се америски државјани, или British Council. И бидејќи сега веќе и British Council не постои во Македонија, ги насочуваат да дојдат токму тука во библиотеката. Многу има, например, професори, визитинг професори, кои што доаѓаат на нашите факултети и се заинтересирани за запознавање, не само професори, туку и студенти, за запознавање со нашата држава, како најдобро ќе ја запознаеш, ако не преку пишаното творештво. И токму ги имаме ние тука книгите од современите македонски автори, преведени на англиски јазик. Тоа беше еден проект пред неколку години на Министерството, и многу од студентите ги изнајмуваат за да се запознаат со македонска драма, поезија, романи и така натаму. Кажете ми, како се набавува нов наслов, каков е патот да стигнете до нова книга на вашата полица? Постои разлика во тој процес во однос на набавката на книги на македонски јазик, затоа што издавачките куќи кои што вршат увоз на наслови на англиски јазик се во помал број. Меѓутоа, интересно е што ги следат светските трендови. Знаете,
во денешно време на интернетот информацијата за секој нов наслов многу брзо поминува, да не зборувам и за ревјута што идат преку Google Readers и другите платформи. Ние имаме добра соработка со издавачките куќи во поглед на набавката на насловите. Најчесто водиме еден вид на евиденција кога доаѓаат нашите читатели за што се заинтересирани најмногу, за кои жанрови, и еднаш годишно правиме набавка на нови наслови. Секогаш тинеџерите ни бараат наслови кои што се филмувани на Netflix, на HBO, како што споменав, онаа добра група на пензионери бараат детективски наслови. Многу е во моментот популарната психологија интересна за читање, се обидовме и од тие наслови. Еве сега можам да кажам дека во текот на летото очекуваме една поголема набавка на нови книги, па нека повелат читателите. Одлично, и за самиот крај ќе искористам приликата и ќе ве замолам да појасниме. Јас споменав во најавата дека вие сте советник библиотекар. Што всушност значи оваа титула? Тоа значи долги години работење во библиотекарската дејност. Библиотекар советник, како и во било која друга дејност. Знаете, советникот е највисоката градација кога станува збор во едукација, во професионалност, во стручност. Сите ние овдека започнуваме како библиотекари. Со текот на годините секој вработен развива различни интереси. Има, например, библиотекари кои што сепак сакаат секогаш да бидат поврзани токму со книгата и да бидат на она место каде што ја дава директно услугата на читателот, на корисникот. Меѓутоа, поголем дел од моите колеги секако одат понапред, пред се во едукацијата, бидејќи сега веќе во последните 10 години постои факултет за библиотекарство. Одат напред, добивајќи магистратури, докторат. Тоа е еден од предусловот за да растете во второто ниво, тоа е виш библиотекар, и најголемото ниво библиотекар советник. Покрај основните работи на библиотекарството, ако сакате да напредувате, секако треба да бидете поврзани и во одреден број на проекти, било да сте како менаџери на проекти, асистенти, да организирате настани кои што се поврзани со промоција на библиотекарската дејност, посетена одреден број на курсеви, работилници, обуки, секако колегите кои што се поврзани со софтверскиот дел на работење на библиотечната дејност, односно со Кобисот, посетуваат покрај едукации дополнителни кои што ги организира Националната библиотека. Мора да посетуваат и конференции. Потоа залагањето за проширување на библиотечната дејност од ваков тип меѓународна соработка, збратимување со библиотеки од регионот и пошироко, тоа се тие предуслови со кои што еден вработен библиотекар може да расте од нивото на библиотекар, виш библиотекар и библиотекар советник. Ви благодарам многу. Ви благодарам и на вас. Така е, почитувани, за самиот крај на овој разговор ќе ве поканиме да дојдете и да го посетите овој оддел и да си позајмите некоја книга, некој наслов од британската литература. Одделот се наоѓа во просториите на Градската библиотека Браќа Миладиновци, близу Градежниот факултет, и работи од 8:30 се до 15:30 часот.